Најголем дел од прашањата кои што беа поставени се однесуваат токму на одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов, со која што беа аболирани повеќе лица против кои се водат постапки. Председателот Ѓорѓе Иванов би започнале сега најпрво со неговата изјава. Председателот Ѓорѓе Иванов во својата изјава наведе дека не ја донел одлуката раководејќи се од тоа кој на која политичка опција и припаѓа, дека од ни едно лице од него не побарало аболиција и дека тој никого не консултирал пред да ги донесе актите за аболиција. Во оваа насока ние потврдуваме, со сигурност можеме да кажеме дека нас не консултирал воопшто, нити пак ние сме побарале од него да донесе вакви одлуки. Воедно, ние недвосмислено потврдуваме дека ние му немаме на председателот дадено никакви податоци, како податоци за лица за кои што се веќе јавно објавени и се водат истражни постапки, така и податоци за лица за кои што се водат предистражни постапки. Ние немаме дадено ниту податоци за кои се активности се водат предистражни постапки, ниту пак кои лица се вкупно, како што кажав, се опфатени во овие постапки. За неговата одлука дознавме од неговата пресконференција. Одлуките на председателот беа доставени до ова јавно обвинителство, тоа беа дел од прашањата и ви известуваме дека се работи за многобројни одлуки, поради што е потребна да се изврши анализа. Анализата е потребна токму ние со цел да утврдиме дали и колкав обем од податоците со кои што председателот располагал биле јавно објавени, биле предмет на јавно запознавање на пошироката јавност, а колку од нив се доверливи податоци. Кога зборувам за доверливи податоци, зборувам за податоци кои што произлегуваат од предистражни постапки. До сега неколку пати сме ја информирале јавноста и континуирано се обидуваме да објасниме дека предистражната постапка е тајна и токму тајноста на предистражната постапка налага доверливост на податоците кои што се во рамки на предистражните постапки. Имајќи ја предвид ваквата состојба, ние не можеме да ја коментираме листата на лица кои што председателот, сите лица зборувам, кои што председателот ги аболираше, можеме да ги потврдиме оние лица за кои што веќе јавно имаме објавено дека се води истражна постапка, меѓутоа не и за оние за кои што се водат предистражни постапки. Сакаме да потенцираме дека нашата анализа се уште трае и е во тек, така што од кога ќе завршиме со анализата, ќе собереме веројатно и доволно докази за фактот од тоа од каде доаѓаат и од чија страна се објавени вака доверливи информации. Секако доколку утврдиме дека вакви доверливи информации се објавени, ќе преземеме соодветни активности во насока да лицата кои што ги објавиле доверливите информации сносат соодветна одговорност. Ние сме свесни и запознаени со Законот за помилување, како и со праксата, прецедентното право на Уставниот суд, односно одлуката која што Уставниот суд ја има од 2012 година, кои што често беа споменувани и предмет на јавна дебата овие денови. Сепак, како што кажав, се уште ги разгледуваме одлуките на председателот и ги разгледуваме во оваа насока и од аспект дали ваквите одлуки имаат законска основа и дали истите имаат една солидна основа заснована на целокупна законски спроведена постапка. Тука што сакам да потенцирам кога зборуваме за аболираните одлуки, за аболираните лица и за она што можеме да го кажеме. Точно е дека беа аболирани јавни обвинители од ова јавно обвинителство. Во името на сите јавни обвинители од ова јавно обвинителство кои што беа аболирани, ве известувам дека јавните обвинители не ги прифаќаат аболициите на председателот. Представува грубо кршење на правата, на индивидуалните права на јавните обвинители како човекови права, составање во исти кош, кажано на народен јазик, со лица за кои што ние имаме докази, кои што упатуваат на сериозни сомненија за сторени кривични дела. Така што во оваа насока само да ве известам во име на јавните обвинители дека аболициите од председателот истите не ги прифаќаат и со таквиот чин на аболиција на јавни обвинители се директно се влијае на нивната чест и углед. Она што друго сакаме да ви известиме, како што и специјалната обвинителка Катица Јанева напомена, дека ние продолжуваме со нашето постапување во насока на исполнување на законските обврски кои што произлегуваат од Законот
за јавно обвинителство за гонење на кривични дела кои што се поврзани и произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите и истражување токму на овие кривични дела. Ке продолжиме со постапувањето и ке продолжиме да ви известуваме, како што ви известивме денес. Меѓутоа, уште еднаш сакам да напоменам дека во секој случај ние ќе ја почитуваме тајноста на предистражната постапка и иако имаме разбирање за интересот за тоа кои се лица, за кои се постапки тука се истражуваат и кои се действија се предмет на истражување, разберете дека во овој момент, а со цел зачувување на интегритетот на нашите истраги и презентирање на професионално постапување, не сме во можност да ви ги обезбедиме податоците кои што задираат во нашите предистражни постапки. Исто така би ги повикале, односно апелираме до сите граѓани на Република Македонија кои што поседуваат материјални докази за кривични дела кои што спаѓаат во наша надлежност или пак за одредени други криминални активности, согласно законите на Република Македонија, тие докази материјални да ги достават. Доколку се во наша надлежност, ние ќе ги земеме во разгледување, доколку не, секако ќе ги проследиме до надлежните обвинителства и јавноста ќе биде информирана за таквото постапување. Воедно, дел од поставените прашања се однесуваат на изразување на грижа за тоа што ќе биде предмет на работа на ова јавно обвинителство, откако голем број од лицата, еве да зборувам само за лицата за кои што се водат истражни постапки, сите лица за кои што се водат истражни постапки до овој момент беа опфатени со аболицијата. Сакаме да кажеме дека не постои простор за грижа, напротив, ова јавно обвинителство има законска обврска да продолжи со својата работа. Законската обврска произлегува, како што напомена колешката Фетаи, и од обврската да се истражуваат кривичните дела кои што се уште не се истражени, односно против лица кои што не се опфатени со акти на аболиција. Меѓутоа, она што е најважно и она што и беше потенцирано е тоа што сакаме да укажеме дека согласно членот 97 од Кривичниот законник, никој не може да ја задржи имотната корист која што е прибавена со кривично дело. Во оваа насока ја известуваме јавноста дека одлука за конфискација носи судот и судот може да донесе одлука за конфискација и во случај кога постојат правни пречки за водење на кривична постапка, во случајот правна пречка би било аболициите би биле на лицата кои што се опфатени, сепак тоа не значи дека имотната корист која што ја прибавиле треба да се остави кај тие лица. Со прибавувањето на имотната корист, со одземањето на имотната корист, се одзема и мотивот за сторување на кривични дела во иднина и се влијае генерално на превенција на криминалитетот. Според тоа, укажуваме дека ние имаме законска обврска да ги продолжиме постапките, да продолжиме со обезбедување на докази за противправно одземената имотна корист и секако со продолжување на постапки за конфискација на имотот кој што е имотната корист која што е прибавена од кривични дела, враќање на таа имотна корист во буџетот на Република Македонија, односно на граѓаните на Република Македонија. Ви известувам дека времето за прашања ни е навистина ограничено, така што ќе се задржиме само на она што до сега евентуално не го адресирав, се потрудив сите прашања кои што беа испратени да бидат опфатени. Повелете? Значи, прво за случајот Титан, там имавме кражба не имотна корист, туку кражба на гласови. Така? Кажам на изборниот процес. Како ќе се постапи со овој случај поради аболицијата? Дали тоа значи дека прекинува целосно, бидејќи нема имотна корист барем до овој момент, она што ние го знаеме како јавност, и дали ако овие лица се појават како имиња во нови истражни постапки, односно сега не се познати како извршители во ваши други предистражни постапки, дали повторно може да бидат предмет на истраги ако се аболицирани за другите? Прво ќе започнам со појаснување на значењето на актот на аболиција. Се аболицира конкретно лице за конкретно кривично дело. Тоа е тоа. Значи, за другите дела, кои што се уште не се предмет јавно објавени, кои што може да бидат предмет на истраги, тие лица не се аболицирани и подлежат на кривична одговорност. Во однос на вашето прашање, кое што се однесуваше на случајот Титаник. Во случајот Титаник напоменавме дека се испитува и еден дел од незаконското финансирање на изборните кампањи, што секако и тој случај има финансиски импликации. Така што ќе видиме понатаму како ќе се одвиваат работите и во овој момент не можеме да ви дадеме дополнителни податоци. Дали тоа значи дека ќе се конфискуваат имотите на сите тие лица кои што се аболицирани или како може да го сватиме тоа? Може да го сватите на следниот начин.
Ќе се пристапи ко конфискација на имотна корист секогаш кога ние ќе имаме доволно докази дека тие лица извршиле кривични дела, без оглед за кои лица станува збор. Ниедно лице не е амнестирано, нити аболицирано, нити може да побегне од одговорноста да ја врати во буџетот на Република Македонија користа која ја прибавил токму со вршење на криминални активности. Уште повелете? Така? Тие прашања... Така е. Така е. Тие прашања и ние ги поставуваме на председателот на државата. Како што кажав, нас не интересира од каде председателот на државата ги има податоците не само за истражните постапки кои што се водат. Ајде тие ги објавивме и ние јавно, иако не беа поиминечно имињата и презимињата на лицата, повторно ние дискутабилно целокупниот идентитет на лицата како е утврден. Меѓутоа нас не ни е јасно како председателот и од каде ги црпе податоците за другите лица. Тие прашања и ние би сакале да добиеме одговори, се надевам дека ќе бидат одговорени. Ова прашање како дополнување, дали размислувате кога ќе завршите со анализа да покренете можеби постапка за повреда на тајноста? Токму така, како што и претходно напоменав, во рамки на анализата се утврдува и законитоста на постапувањето од аспект на постоење на законска основа на председателот да постапи на тој начин, меѓутоа и од аспект на тоа дали се повредени одредени права, на кои лица се повредени тие права и дали постои одговорност најповеќе во однос на објавување на доверливи податоци. Кривичниот законник е јасен што се однесува до објавување на доверливи податоци кои што се добиваат во рамки на судска постапка, така што секако ќе бидат преземени соодветни действија зависно од резултатите на анализата која што ќе имаме. Ве молам уште едно прашање. Вашите колеги, вие во медиумите се појави информација дека биле следени од предмадници на питата управа. Дали е точно таа информација и какви мерки ќе преземете доколку е точно? Се работеше за извршен претрес во дом и беше пронајден нотес кај еден од осомничените во случајот Тврдина, во кој што нотес имаше податоци за тоа дека е следена работата на ова јавно обвинителство. Во интерес на истрагата е во овој момент тие податоци да не бидат соопштени, за тоа точно што се е содржано. Тоа мислам дека и го одговоривме преку новинарски прашања во јавноста, така што тоа е се што во овој момент за тоа можеме јавно да го објавиме. После помилувањата, што ќе се случува со истрагите за трговија и износ на оружје и местењето на изборите во Охрид, за кои што веќе има информации во јавноста? Како што кажавме и претходно, се работи за информациите кои што не се офатени во нашите истражни постапки. Треба да разберете дека се работи за предистражни постапки. Не можеме ние точно во тие постапки да посочиме против кои лица се, за кои кривични дела се и што е предмет на истражување. Веруваме дека во иднина ќе дојде ден кога ќе можеме и тие постапки јавно да ги објавиме со оглед дека тие предистражни постапки се во тек и се собираат пред се материјални докази за постапувањето или криминогените активности во тие постапки. Ви благодарам за прашањата. Сите останати прашања кои што ги имате, ќе ве молам да ги упатите на имейл адресата, секако од наша страна, благовремено ќе ви бидат одговорени.